Банките ќе ја чекаат конечната верзија на одлуката на Народната банка за олеснувањето на условите за стамбени кредити за купување на прв дом, стан или куќа, па потоа ќе кажат какви ќе бидат условите за одобрување на кредитирањето, велат од Македонската банкарска асоциација за Канал 5. Дали ќе понудат различни каматни стапки или пониски за оние кои ќе купат прв дом и повисоки за останатите, како што повика гувернерот на Народната банка Трајко Славевски, и натаму останува неизвестно. Во моментов се уште не е објавена конечната верзија на одлуката за макропрудентните инструменти за квалитетот на кредитната побарувачка од физички лица, имајќи предвид дека е особено значајно банките да ги знаат точните параметри пропишани во одлуката. Во овој момент не можеме да коментираме какви ќе бидат условите за одобрување на стамбените кредити по стапување во сила на одлуката, велат од Македонската банкарска асоциација. Вчера извршниот одбор на Народна банка донесе одлука која треба да важи од 1 декември годинава, а со која минималното сопствено учество за сите оние кои го немаат решено стамбеното прашање, особено младите и брачните парови, од досегашните 15 ќе се намали на 10%, додека за оние кои веќе имаат недвижен имот и сакаат да купат втор или трет стан, учеството наместо досегашните 15 ќе биде најмалку 25%. Според Славевски, ваквите мерки се носат со цел да се спречи прекумерна задолженост, но истовремено и се реакција на двоцифрените стапки на кредитен раст, вклучително и стамбени кредити, што во одредена мера според Народната банка го објаснува и брзиот раст на цените на пазарот на недвижности. Според нивните податоци, за една година цените на становите скокнале за 22%, па доколку се анализираат цените на метар квадратен, просечно во главниот град се движат околу 1800 евра квадрат. Најскапи се становите кои се продаваат во скопските општини Карпош и Центар од 2 до 3000 евра.